Ама чекай малце, чекай, сакаш да ми кажеш стварно дека некој дал пари за втора сезона за ова? И сега јас ќе треба пак истото да го правам со читање, као минатиот пат. Го гледале луѓе им се свијало. Па пријателче изгледа, пак ќе се дружиме. Еко свест. Колку е голема нашата еколошка свест? Очигледно не многу. Глобалното затоплување продолжува, загадувањето е проблем на кој не му се гледа крајот, ама не се секирајте. Добрата вест е дека не сте сами во интересот околу тоа која е приказната на девојката позади хак туа. Така е. Дел сте од една голема заедница и токму тоа е темата на која ќе посветиме внимание денес. Граѓанските заедници, или поточно, граѓанските енергетски заедници. Што значат граѓански енергетски заедници? Тоа е здружување на граѓани или јавни институции од една локална заедница заради остварување на заедничка цел. Односно во овој случај, производство на енергија од обновливи извори како сонце, ветар, вода и други форми на обновлива енергија. Во развиените западноевропски земји, овие заедници веќе одамна се реалност. За жал, Македонија не е една од развиените. Меѓутоа, веќе неколку години енергетските задруги се практикуваат и во земјите од регионот како Хрватска, Србија и Грција и имаат многу позитивни резултати. А за нив ќе ни зборува Социјалните придобивки вклучуваат зајакнување на заедницата со вложување во локални бизниси и вклучување на ранливите групи. Сработуваме со многу здруженија од други европски земји и секаде постојат предизвици за енергетските заедници, но сме од ретките кои немаат финансиска поддршка или субвенции да ги поттикнале граѓаните да произведуваат своја енергија. Исто така, непостоењето на законска регулатива за енергетски заедници не го леснува процесот на нивното формирање. Граѓаните, за жал, не се доволно информирани и немаат поддршка преку едношалтерски систем во поставката на децентрализирано производство на енергија. Има долги бирократски процедури за добивање на согласност за приклучна точка и поради ограничената инфраструктура на дистрибутивната мрежа, проширувањето на таа мрежа на трошок на граѓаните ја намалува, се разбира, исплатливоста за формирањето на мали енергетски заедници. Во Македонија пак, иако е една од земјите со најголем број сончеви денови, макар што денеска изгледа не се договоривме како што треба со сонцево, енергетските задруги, за жал, се уште не се практика. Тоа не се должи толку до нашите закони, туку повеќе околу неможноста двајца комши да се согласат за една обична работа. Енергетските задруги се во собственост на локалната заедница, а се основаат преку доброволно здружување на членовите на таа заедница заради остварување на заеднички цели, што во случај би биле феточки. Прифатлива или пониска цена на електричната или топлинската енергија, остварување профит, заштита на животната средина, просперитет на заедницата преку самото производство на енергија и можеби најважното, вклучување на локалните заедници и пошироката јавност во енергетската транзиција, како и подобрувањето на енергетската ефикасност и промовирање на употреба на чиста, обновлива енергија во заедницата, што би довело кон зелено развивање и намалување на емисиите на јаглерод. Едноставно кажано, се работи за многу лесно остварливи цели. Да, толку лесно остварливи што моравме оваа епизода да ја поделиме на два дела. Да, драги гледачи, се разбира дека не е под наше ниво користењето на клифхенгери како една типична епизода од Лост. Така што со огромна чест ќе ја затворам оваа епизода со во продолжение.